Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам и во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе се дружиме до 5 до 18 часот, 5 минути до 18 часот, значи цели 45 минути и се надевам дека сето на што ќе го говориме во оваа емисија и сите информации кои што ќе ви ги доставиме ќе бидат од корис во однос на оние проблеми кои што ги имате со вашето здравје. Денеска одлучивме да говориме за состојбите на дијабетесот. А зошто одлучивме да говориме за состојбите на дијабетесот? Бидејќи дијабетесот е еден од ризик факторите за срцевите заболувања. А бидејќи вчера беше 29 септември, светскиот ден на срцето, кој што се одбележа кај нас, и тоа под мотото "Биди херој на срцето", одлучивме токму оваа тема да биде во денешното издание на Ваш термин. Исто така ќе проговориме за состојбите и проблемите со кои што се соочуваат лицата со дијабетес кај нас. За таа цел веќе со мене во студиото е Бојан Киров, кој што е претседател на Сојузот на Сдруженија на дијабетичари на Република Македонија. И по првиот дел ќе разговараме за сите оние активности кои што ги имаше Сојузот, дали некои од оние проблеми кои што ги има се решија, каква им е соработката со сите оние институции за здравството и ред други работи, а во вториот дел ќе кажеме избор два за дијабетесот како состојба. Меѓутоа, пред да започнеме со разговор и пред да го поздравам Бојан, предложувам од режија да го пуштат првен оној прилог кој што е подготвен од информативната наша редакција за вчерашниот светскиот ден на срцето 29 септември. Минатата година од кардиоваскуларни заболувања во државава се починати околу 10.000 луѓе. Поголем дел од нив се жени. Карактеристично е дека се поместува границата на возраста за смртноста од овие заболувања. Се почесто поради лошиот стил на живот од овие заболувања починуваат и млади луѓе на возраст од 40 па дури и под 40 годишна возраст. Изјави Елена Ќусевска, раководител на секторот за промоција на здравје во Институтот за јавно здравје и професор на медицинскиот факултет на одбележувањето на светскиот ден на срцето 29 септември. Кардиоваскуларните заболувања, како што рече таа, представуваат најголем здравствен проблем, како во светот, така и во државата. Институтот за јавно здравје во соработка со невладиниот сектор и приватниот сектор заедно работиме на промовирање на здравиот стил на живот и промовирање на раното откривање на ризик факторите кај нашите граѓани. Тоа значи дека повикуваме за граѓаните да прават редовни контроли на своето здравје. Зоран Митев од Здрава иднина Сдружение за превенција од кардиоваскуларни заболувања вели дека во последниве 10 години бројот на заболени опаѓа, што е добро за државата, но како што посочи, треба уште поактивно да се работи на тој план. Годинашното мото е "Биди херој на срцето". Ете така, значи го видовте и го слушнавте прилогот кој што беше подготвен вчера во однос на светскиот ден на срцето, како што и се посочи во прилогот, значи минатата година од кардиоваскуларни заболувања се починати околу 10.000 лица, каде што се потенцираше дека поголемиот дел од нив се жени. Знаеме дека кога станува збор за ризик факторите и дијабетесот, како што напоменав, е еден од ризик факторите за појава на срцеви проблеми и заболувања. Па затоа одлучивме денеска да проговориме на оваа тема, да ви информираме нешто повеќе и за состојбите на дијабетесот кај нас, а и за дијабетесот како состојба. За таа цел, веќе како што напоменав на почетокот, со мене во студиото е Бојан Киров, кој што е претседател на Сојузот на Сдруженија на дијабетичари на Македонија. Бојан, добар ден и добре дојде и драго ми е што повторно и си дел од Ваш термин. Здраво, Вики, ти благодарам за поканата во емисијава. Поздрав за вашите гледачи, верувам дека ги има многу. Мислам, еден од показателите за тоа е и оно мое претходно гостување. Така, да, побара повторно да говориме и повеќе да говориме и почесто на оваа тема. Имаше доста јавувања и на мојот телефон тогаш го објавивме тука и така
емисијава вродува со плод, да кажеме. Така, се со цел нели да ги информираме сите оние лица кои што се веќе во ваква состојба, а и за сите оние кои што не знаат пак да знаат како навреме да реагираат во однос на оваа состојба. Би сакала вака во првиот дел да поразговараме малку за сите оние активности на Сојузот кои што беа во изминатиот период. Знам дека имавте некои активности, па да ни кажеш малку повеќе за што се работеше во овие активности кои што ги спроведовте. Па така, во месец септември, значи летниот период беше така, малку период без некои посебни, посериозни активности, лето како лето. Веќе од септември имавме доста, како Сојуз, доста покани за присуствувавме на в септември мене ме изненади како месец со доста светски денови на одредени заболувања. Тоа се здруженија на пациенти со некои други заболувања со кои што ние си имаме соработка и комуникација, така да им дадовме поддршка на здруженијето Раст и нивниот председател Александар Петровски. Така. Бевме гости на веќе јас не можам да запамтам, бевме на неколку такви настани, неколку здруженија го одбележува нивниот светски ден. Последно нешто што имавме беше на покана на нели соработката нас ние и со институциите на државата, со сите оние комори на доктори, фармацевти и така натаму, па бевме на работен состанок во Лекарската комора на Македонија, на нивна покана, неколку здруженија на пациенти, каде што разговаравме на темата за оние немили настани кои што се случуваат изминатиот период со напади врз докторите, па тука гледавме да видиме дали може нешто ние како пациентски здруженија, представници на пациентите да дадеме наши предлози, наши совети заедно со представниците на коморите на докториве, да тоа го решиме некако во заедничка полза. Сепак тоа се немили настани, нели агресијата не води кон ништо, ние сите се сложивме дека ги осудуваме таквите напади врз докторите, затоа што сепак без оглед за какво заболување да станува збор, нападот, физичкиот напад врз било кого, особено врз докторите, не се оправдува. Нашето здравје во дадени моменти навистина зависи од одлуките што ги носат докторите, а јас и понатаму верувам дека докторите без оглед какви муавети кружат за нив сепак носат го даваат оној максимум од себе, барем професионален по сите оние етички кодекси на однесување, така да бевме и на тој состанок минатата недела. Имавме, ние како Сојуз, имавме соработка на почетокот на септември на наше инсистирање со Лекарската комора, со Агенцијата за лекови Малмет, нешто дебатиравме околу апаратчињата, ќе стане збор подоцна. Така, ќе кажеме. Така да беше септември беше така активен период на повеќе полиња. Така. Тука од режија ќе може веќе да ги истекнати нашите познати телефони, сите оние кои што се со оваа состојба на диабетес, ако имаат некои проблеми, ако се соочуваат со некои проблеми, може да се јават во програма, да кажат нивно мислење, нивно барање и нели Бојане тука како председател на Сојузот, кој што е нели представник на оние лица кои што имаат ваква состојба, па да знае, можеби ако има некој проблема, не допрел до тебе, па нели да може да се преземе нешто во однос на тоа да се реши. Кога станува збор нели за сето она што следува од кога веќе нели лицата со диабетес ќе им се констатира на таква состојба, претпоставам дека тука се таблетарните терапии, инсулинската терапија, апаратчињата, сензорите, иглите. Па некако ајде да започнеме за терапиите првин. Дали е се во ред со терапиите, дали ги има редовно во аптеките, со каков квалитет се, тука нели кога станува збор говориме и за таблетарната терапија и за инсулинот. Така. Знам дека секогаш кога гостуваш, те прашувам за ова и сакам да те прашувам секогаш, бидејќи сакам да бидат информирани нашите гледачи каква е состојбата. Така, Вики, па значи најбитна работа за секој еден пациент без оглед какво заболување има, се терапијата за тоа заболување. Во конкретниот случај ние диабетичарите, односно лицата со диабетес, нели покрај имаме она преддиабетес фаза или орални терапии, тука состојбите да кажам дека се добри, меѓутоа може да бидат и подобри. Зошто? Затоа што недостасуваат некои нови терапии, некои нови орални
антидиабетици, кои што можеби би требало да се додадат во онаа позитивна листа на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Се надевам дека и тоа набрзо, барем нели има некои такви најави дека ќе се проширува таа листа, па се надеваме дека меѓу останатото ќе се прошири и тој фонд на орални антидиабетици. Во однос на квалитетот на таблетите или некоја нова терапија може би што нови терапии, нови терапии кои што нели е за очекување според сите оние лабораториски и медицински индикации, испитувања, анализи, би требало да бидат за нијанса подобри од оние претходните генерации на терапии. Истото тоа ни се случи, да речеме, минатата година со инсулините. Веќе се позади нас сите оние проблеми од пред 2-3 години, нема веќе недостаток на инсулини. Тоа беше еден од клучните проблеми пред таму некаде 2015, 16, 17. Па така, да. Почетокот на 2018 министерот Венко Филипче, морам да го поздравам, со регулирање на оној увоз значи се укина паралелниот увоз, се врати, да речам, назад оној регуларен увоз на хронични терапии. Сега веќе недостаток на инсулини нема, дури имаме и три нови видови на инсулин, тоа се од последните генерации на инсулин, значи некоја подобрен квалитет на самите инсулини. Исто така се воведува и некои тоа се, сега јас не можам точно медицински да го објаснам, нели, меѓутоа GLP терапии, така се познати, тоа се терапии кои што се као подобри терапии за луѓето кои што се на орални антидиабетици. Да, се работи за некој вид инекции како нашиве пенкалца, така. Меѓутоа многу подобри терапии во однос на, да речеме, оралните антидиабетици. Сепак, одлуката кој пациент на која терапија ќе биде си ја носи докторот, тука мора да имаме безрезервна доверба во докторите, во ендокринолозите и интернистите. Така да со терапиите, со особено со инсулините, имаме нови генерации на инсулин, имаме редовна дистрибуција и достава до инсулинските аптеки, од каде што подоцна ние си ја подигаме оваа терапија, со оние инсулински листи што ни ги издаваат кога одиме на контрола. Така да тој дел сега за сега е среден. Кога станува збор за апаратите, знам дека се изборивте да добиете еден поквалитетен апарат за мерење на шеќер. Има ли некој проблем во однос на тој апарат сега за сега или се уште може добро да користи? Ние се трудевме, знаејќи со какви се проблеми се соочувавме со претходните апаратчиња кои што ги добивавме. Сојузот и јас лично се залагав да видам каде е проблемот со апаратите, зошто беа толку по наше мислење многу неквалитетни апарати, а неквалитетот на еден апарат се гледа во неговата прецизност. Затоа што вие кога како пациент седите дома и си го мерите шеќерот, најбитната работа е што тоа апаратче ќе ви покаже како резултат, дали е приближно точно до реалната вредност на ниво на шеќер. Според тоа вие понатаму и после тоа ние ја дозираме нашата терапија, особено ова важи за луѓето кои што се на инсулинот. Ете така. И што може да се случи, еве, извините, прекинувам, ако погрешно измери, например, ако измери повеќе од колку што треба, тогаш може да се случи вие да си додадете помалку или повеќе инсулин, па да се случи некој проблем? Значи, повисоките вредности, доколку се отчита на апаратчето повисока вредност од реалната, тогаш самите ние сме едуцирани дека треба да ставиме неколку единици повеќе, во зависност од вредноста што ќе ја прочитаме на ова апаратче. Меѓутоа, ако таа вредност навистина не соодветствува со она реалната вредност колку ти е тебе нивото на шеќер, може да се доведеш во ситуација од повеќе единици издозирани на пенкалцето и вбризгани во телото за многу кратко време. Тоа се работи за брзи инсулини, кои што ги користат лицата со тип 1 диабет како мене. Значи може да дојде до многу брзи и нагли падови на гликемијата, а тоа предизвикува, не дај Боже, и хипогликемични коми. Па дури и кај повозрастните луѓе кои што се тип 2 диабетес, кои што користат... А што мора да користат инсулин? Па да, и они користат други видови на инсулин, меѓутоа и тие имаат одредено дејство, побрзо или поспоро. Значи, прецизноста на глукометарот е секогаш многу битна. За жал, се уште, барем ние пациентите, мислиме, сметаме, јас токму заради тоа и го имав оној состанок пред отприлика 3 недели во Агенцијата за лекови Малмед, каде што посочив на некои факти кои што сметав дека не се имплементирани во ова апаратче, пред се мислам на тој стандард кој што ја дефинира прецизноста. Ќе видиме, не знам, државата вели дека се во ред, ние сметаме дека, барем
луѓето како мене кои што имаат долгогодишно искуство. Така. Да, многу еве, добро колку за знаеме во информација, моментот. од 5 години се соочуваш. Јас сум од мои 2 години со дијабетот, значи така. до крајот на годинава ќе заокружам 42 години како 42 живеам со години. дијабетот, така да не многу добро знам, можеби не знам точно прецизно до последен милимол колку ми е шеќерот, ама точно знам ако апаратчето ми покаже 13 или 14 дека мене ми е 8 или 9 шеќерот. Што значи прецизноста на глукометарот Така е многу важна. Е многу важна. Ќе видиме ќе се апаратчето е квалитетно, меѓутоа не е можеби во доволна мера квалитетно колку што секој апаратче мери, да се разбереме. И овие сега веќе со последните набавки што беа преку последниот тендер, глукометрите се поделени на глукометри за тип 1 дијабетес и глукометри за тип 2. Тука е разликата помеѓу едните и другите токму во тој процент на отстапки што е дозволен според одредена стандардизација. За тип 1 дијабетичарите, тоа е ова апаратче, јас го земав во емисијата, нели? Треба да има максимално отстапување до 10%, меѓутоа мислам дека се случуваат и поголеми отстапки. Додека пак она другото апаратче што го користат лицата со тип 2 дијабетес, тоа има дозволен праг на отстапување до 20%, што можеби и не е така страшно, некој ќе каже па што се 20%, ама во дадени моменти, на дадени вредности на шеќерот во крвта, тие 20% значат многу. Така. Иглите? Иглите сега ги има барем редовно, како инсулинските терапии. Па секогаш може подобри, секогаш може подобри. Така е, да. Значи знаат да се запушат, знаат да бидат можеби малку потупи, не е толку остри како што треба да бидат, бидејќи јас се боцкам, да кажеме, 4 до 5 пати во денот ставам инсулин. Секој оброк го покривам со еден инсулин, па потоа навечер ставам друг инсулин, тој ние си го викаме ноќниот инсулин, кој што е уствари базален инсулин и има многу поспоро дејство. Иглите се во моментов да добиваме игли со две димензии, 4 милиметарски и 6 милиметарски игли. Што значи тоа? Тоа значи, сега не знам дали, еве ќе ги земам јас вака чисто во две бои се, не знам дали ќе може да се види на камерата. Како и да е, што е разликата? Значи, луѓето кои што се со поситни, пред се децата, така, треба да добиваат 4 милиметарски иглички заради тоа што се потенки, пократки и помалку боли самиот убот. Останатите луѓе, повозрасните, покрупните, треба, мислам, пожелно е да добиваат, да речеме, 6 милиметарска игличка, иако постојат и други димензии, 8-10 милиметри. Главниот проблем со иглите, мислам дека е тоа што, да, ние успеавме, Министерството не излезе во пресрет на нашето барање, значи сега се внесуваат во нашава држава и 6 милиметарски и 4 милиметарски иглички, меѓутоа, во инсулинските аптеки многу малку ги има. Јас не ја знам точната бројка колку е предвидено да има од едните и од другите, тоа треба да се направи врз база на бројот на пациенти, колку се деца и така натаму. Тие бројки ги има во Министерството, ние минатата година ги обелоденивме со тој до некаде точен регистар на пациенти. Сега еве јас да речеме пред неколку дена си ја подигнав во петокот, си ја подигнав мојата терапија, прв пат добив од кратките 4 милиметарски иглички, не знаев дури ни каков им е изгледот на и овие денови ги тестирам прв пат, да, има огромна разлика, многу помалку боли. Јас сум, да кажеме, возрастен човек, меѓутоа, нели, боцкањето со 6 милиметарска игличка и 4 тие 2 милиметри не само во должина, туку и во напречниот пресек многу значат. Не, така за дечињата. И сега мојата препорака би била до институциите на државата. Да се набават повеќе такви иглички? Едно е тоа, да се набават повеќе од овие краткиве 4 милиметарски иглички и другата работа е да се знае точно кому се дават. Да речеме, мене не би ми требале. Така. Не би ми требале, јас ќе видам ќе деновиве ќе ги дадам на некое детенце овие иглички за да сепак знам што значи да се боцкаш од мои 2 годинки се боцкам и би било убаво да ги искористи некој дете, не јас или не некој возрастен човек. Така да тука во самите инсулински аптеки, ако може да се направи некоја, не мора ние пациентите дури ни да го знаеме тоа во која аптека колку се дечиња и така натаму, многу лесно може да се извадат тие статистики. Добро, зарем досега тоа не се знаело, па да се предвиди? За жал, официјалниот регистар на пациенти го направивме минатата година на светскиот ден на дијабетот. Да, веќе ти кажа, дали од тогаш има некоја промена?
Веројатно дека има промена во вкупната бројка на пациенти, затоа што на месечно ниво се менува, се откриваат, се детектираат нови пациенти со дијабетес. Нели, за жал некои починуваат, меѓутоа минатата година во ноември на светскиот ден на дијабетот бројката беше 40.000 пациенти се на инсулинска терапија, од нив 4.000 се тип 1 како мене, значи на интензивирана по неколку пати во денот примаат инсулин, додека останатите 36.000 се тип 2 дијабетес, оној дијабет кој што стекнат така. Да, со тек на време од X причини, дали панкреасот е пооптеретен, дали некои други метаболични промени во организмот. И да кажеме дека барем минатата година бројката на дечиња, под поимот дечиња се подразбира до 14 годишна возраст, беше 500. Така. 500 деца регистрирани на клиниката за педиатрија. Ајде задржија мислата, имаме, мисля че ни гледач ми јавуваат од речија, да слушнеме кој се јавува. Добро вечер, добар ден, повелете. Ало, добро вечер. Повелете. Сака поздрав до Гостинот, така. водителката и до сака да го праша, ми најдое криен шеќер и динаеска. Добро. Ми дадое од 750 мг апови и пиев по 2, ама многу лошо се осеќав наедно како да ми се стемнуваат плече и нодите, како на повраќање. И после проверив тромесечниот. Добро. Тромесечниот ми беше 6,2. Добро. И Ѓорче ми кажа докторката, рече поедно ќе пие. Сега така ќе пија, ама пак лошо се осеќа. И сега мерев пак тромесечен. И сега утре ќе одам на контрола во војна кај Светановска. И пак 6,2 ми е, а обично ми е 5,7. А тромесечниот 6,2. И сега не знам да ми кажат дали ќе ми продолжи леко и ќе да пија. Не може да осеќа лошо од тоа. Добро, убаво што да ми објасните. Добро, убаво што го споделивте ова ваше искуство, инаку Бојан не е доктор, меѓутоа поздрав многу и да ми каже нешто и тој. Ви благодариме. Бојан не е доктор, кажавте е председател на Сојузот на Сдружение на дијабетичари, меѓутоа еве од неговото искуство ако може нешто да посочи, што значи оваа состојба кај претпоставам тип 2 стекнат дијабетес. Веројатно, да. Она што јас од моето искуство го знам, прво поздрав до гледачката, нели? И колку што разбрав од јавувањево, сега скоро е детектиран, откриен дијабетесот. Значи, треба да се верува прво на докторот, ако добро разбрав, доктор Цветановска. Можно ли од таблетите да се досимнува шеќерот па да се чувствува лошо? Секоја таблета делува на организмот. Вредностите што ги кажа гледачката се во рамки на она дозволеното, не се толку страшни, значи дека терапијата што е препишана делува, си го прави, си го има ефектот кој што треба да го има. Просекот, оној тромесечен просек, познат кај нас дијабетичарите како HbA1c, гликолизиран хемоглобин, 6,2 е одлична вредност. 5, нешто беше, ако не се лажам, моменталните вредности. Шеќерот не може да биде константно еднаков кај ниту еден човек. Значи, са бајле се будиме со една вредност, во текот на денот прво јадеме, па се нервираме, децава одат на училиште, ние возрастните одиме на работа, значи секоја мала промена во расположението влијае и на нивото на шеќер во крвта. Така да јас не ги оправдувам луѓето кои што веќе имаат, се детектирани дека имаат дијабетес и се водат како луѓе со дијабет, кога ќе кажат да, го мерев прошлиот месец шеќерот, тука окей ми е. Не може, ако сакаме да бидеме добро регулирани. Првата работа, за да ние си ја држиме, да го држиме дијабетесот во некои нормални граници, првата работа што треба да ја правиме сите ние, без оглед дали го добиваме апаратчето од државата или не го добиваме, ако веќе сакаме да имаме добро регулиран дијабет, ако се чувствуваме одговорни и се грижиме самите за себе, неколку пати во денот треба да го провериме шеќерот. Ова не значи здравите луѓе да мерат 3 пати или 5 пати шеќер, како јас што морам да го мерам. Меѓутоа, еве, како гледачката што се јави, ако веќе преминала на орална терапија која што е препишана и
нормално е да сама нели она спомна дека има некои тегоби, тоа е нормално, секој нов лек предизвикува одредени реакции во организмот на тој што го користи. Потребен е извесен период да се адаптира секој организам. И јас кога би променил терапија, сигурно би имал некој период, тоа е наведено и како индикација во секој лек кој што се користи, без оглед дали станува збор за инсулин, орални антидиабетици, што и да е. Така да добро, може би периодот на адаптација кај гледачката ќе помине, па ќе престанат, но за сите вакви несакани ефекти треба да се информира докторот. Да, треба да се информира докторот, да се повара мислење од докторот. Претпоставам дека колку што можев да запаметам, утре рече дека треба да оди кај незината докторка која што ја води, па не е лошо еве да поразговарате со неа и да ги кажете сите оние симптоми кои што ги чувствувате кога го консумирате овој лек. Бојан, соработката со институциите од здравството. Колку си ти задоволен како еве прв човек на овие лица кои што се со состојба на диабетес? Вики, да, многу убаво прашање. Соработката со институциите на државата, за разлика од пред извесен број години, сега е многу подобрена. Значи, имаме слух, да кажам, од самите институции. Не само ние како Сојуз на диабетичари, туку и сите останати здруженија на пациенти. Показател за тоа е оние состаноци кои што, да речеме, ги организираат самите институции, и Министерството за здравство, и Агенцијата за лекови, и еве Лекарската комора на Македонија. Значи, соработка имаме. Сега друго прашање е колку од тоа што ние го бараме, значи ние како пациенти секогаш имаме одредени барања од државата, особено ние што сме хронично болни, што е и нормално, да. Значи ако се земе во предвид фактот дека ние диабетичарите не сме ослободени, да речеме, од партиципација кога одиме во лабораторија да правиме крвна анализа. А зошто до сега тоа не е издействувано? Па, бидејќи вие често тоа мора да го правите. Ние правиме многу често разни лабораториски испитувања. Дали до сега сте го посочиле ова кај министерот? Јас лично не го имам побарано ова како тема за разгледување, како барање, да. Меѓутоа сакам да посочам дека заради тоа што нели ние сме има и уште многу други работи од кои што можеби треба да бидеме ослободени или не знам, можеби претеруваме некогаш и во самите наши барања, да бидеме реални. Меѓутоа, како хронично болни пациенти, кога веќе ние ги ревносно и редовно си ги извршуваме нашите обврски кон државата, од типот ние сме даночни обврзници, плаќаме даноци, плаќаме придонеси социјални, пензиски и така натаму, тогаш би требало одредени работи да ни бидат за нијанса овозможени повеќе од луѓето кои што не се со хронични терапии, не се не се вбројуваат во групата хронично болни. Така да комуникацијата со институциите на државата кои што го третираат здравството, да, ја има, подобрена е сега реализацијата во тие наши барања. На некои полиња сме поуспешни, на некои полиња сме помалку успешни. Во моментов што е најголемиот проблем? Најголемиот проблем секако пак ќе се вратам на апарат чинјава. Значи мораме тука да видиме дали направивме некаде утка заеднички, еве не мора да биде само вината на институциите на државата, да. Игливе, кои што, пак ќе речам, би требало да бидат повторно малку повеќе за дечињава овие пократките 4 милиметарски игли, да ги има во поголеми количини и правилно да бидат распоредени. Значи таму каде што навистина треба, еве не по некоја случајност јас да добијам 4 милиметарски игли. И друг проблем со игличките е што тоа барање веќе лани јас го имав доставено во име на Сојузот. Добиваме мал број на иглички. Зошто го велам ова? Јас користам 2 пенкалца инсулин. Едното е, ќе се изразувам малку поедноставно за да биде појасно. Едниот инсулин е брз инсулин, односно болус, така наречен, и тој јас го користам 3 до 4 пати во денот. Обично кога правам оброк и сите диабетичари со тип 1 диабетес се боцкаме со тој болусен инсулин 3 до 4 пати. Бидејќи ние добиваме 30 иглички месечно, тоа значи една игличка месечно. Ама јас користам и не само јас, сите како мене, и второ пенкалце. Тоа е различен инсулин од овој преку ден што го користиме. Значи ние треба таа една игличка што ни е предвидена за тој ден да ја менуваме
наутро на едното пенкалце, па ја вадиме, па ја ставаме на другото пенкалце. Па не е ли Прво малку тоа и по ризично? медицински Така. докази Не треба не да е се дозволено. користи така. Овие иглички се предвидени за еднократна употреба. А вие ги користите? А ние ги користиме најмалку 5 пати во текот на еден ден и плюс менуваме од една на друга. И сега дури јас тоа го објаснував и во министерството и во има месеци што имаат 31 ден И на тоа каде не што се тој мислело? еден ден нели не останал до сега Недоспасува. пациент без игличка, да се разбереме, си помагаме едни на други. Некогаш дури и самите аптекарки што работат во инсулинските аптеки знаат да ни дадат некоја игличка плюс. Меѓутоа, барањето мое беше да се зголеми тој број од значи овие 30 иглички ги добиваат само пациенти што се тип 1 дијабетес. Тип 2 дијабетес добиваат 20 или 10 иглички месечно во зависност од тоа дали се боцкаат 3 пати, 2 пати или еднаш дневно. А и тие им се малку. Па повторно доаѓа Така, до моментот со недостаток, една игличка така. 3, 4, 5 боцкања Што да не се е прават. дозволиво. Со самото тоа отварање и затварање може да се оштети игличката. Може да се случи, јас ова по некоја случајност се случи баш синојка, сменив 4 иглички, дури 5-тата ми се погоди од пушена. Едноставно не ќе да пуштаат инсулин. Ние ги пробуваме во празно, кога ќе ставиме нова игличка на пенкалцето, неколку единици дозираме и ги шприцаме во воздух за да видиме дали има дали функционира така. проток низ таа игличка. И мене синојка ми се случи 4 иглички да ми бидат запушени, 5-тата се погоди за среќа да пушта инсулин. Значи ете ги 5 каде ми отишле. Така, нефункционално. Така. Практично. Значи барате да се подобри квалитетот Бројката- на игличките, а и во количина и во квалитет. Па да. Така. Дали ова веќе е доставено до Да, минатата година баравме ние да се зголеми таа бројка Што од минатата на година е побарано? До сега не е минатата година реализирано? беше тендерот кога требаше да се набавуваат и го Меѓутоа, повикаа од Велиш министерство. минатата година, Да, до сега за жал бројката не е променета. Тендерот, односно овие количини што се набавени, предвидени за набавка, тие се 2 годишни тендери. Значи сега не знам колку е тоа дозволено и дали може да трпи измени. Секако дека би можело по некои мои сваќања и логики. Така. Што значи доколку министерството е расположено, можеби ние би добиле и поголем број на иглички со некое мало проширување на тој тендер, на таа спецификација тендерска и така натаму. така. Бојан, имав јас еден прилог за дијабетес, ама не ќе имаме време да го пуштиме, бидејќи сакам да проговориме и за дијабетесот како состојба, тука малку ќе ни се скрати времето со самото тоа што ти ќе ни објасниш некои работи, еве ќе дадеме информации. Каква состојба е дијабетесот? Што представува? Што се случува во организмот? Еве ти, како што кажа, веќе од својата втора година се соочуваш со оваа состојба, се боцкаш со инсулин и така натаму. Претпоставам дека веќе на некој начин си навикнал да живееш така, меѓутоа што се случува практично? Каде тука се значи кој процесот на метаболизам, значи што се случува? Што престанува? Црниот дроб тука игра голема улога во значи, или? Дијабетесот како дијабетес, прво благодарам многу Вики што него нарекуваш шеќерна болест, Да, значи, па она да, што се најмногу опитувам нас не бидејќи навистина баш е е една состојба. состојба, така. Тоа е состојба во која што организмот престанува целосно или делумно да лачи хормон. Така. Инсулинот е хормон. И инсулинот хормон се лачи од бета клетките кои што се наоѓаат на панкреасот. Значи, дијабетесот како состојба, нели не сум доктор, ама нека не ми се налутат докторите, сепак ова е едукација што сум ја добил баш од нашите доктори. Го пренесуваш само она што ти го кажувале тебе, така. Значи тоа е состојба, инаку дијабетесот по дефиниција, по оние медицински дефиниции е автоимуно заболување, особено тип 1 дијабетесот кој што доаѓа многу рано. Во некоја или да речам, ајде не, мада имаме и бебенца. Значи многу рано автоимуната состојба, тоест заболување, значи дека нашиот организам е нападнат, нели ние си да имаме одреден одбранбен имунолошки систем. И сега во даден момент, кога се уште не ни е до крај оформен имунолошкиот одбранбен систем, можеме да бидеме нападнати од одредени антитела, организмот не може да се избори со нив и оние клетки, оние делови од нашето тело, оние органи кои што се во моментот кога се таа концентрација на тие антитела е голема во нашето тело, онаму каде што ќе најдат најслаба точка, таму го напаѓаат тој орган. Значи,
тип 1 дијабетесот настанува баш од овие причини. Додека тип 2 дијабетот е состојба која што настанува заради одредени промени во метаболниот систем на човекот, малку подоцна во неговиот живот, и сега тука има многу причини, многу фактори што влијаат. Најчесто е дебелината, најчесто е лошиот начин на исхрана, стресот, претпоставувам. Стресот, секако. Тоа е како ризик фактор кој мислам дека тешко можеме да го контролираме, секој еден од нас се нервира. И се разбира здравите навики, пред се кога зборам за здрави навики, луѓето ми викаат многу претеруваш, Бојан. Ти верам ме познаваш, нели, јас сум многу физички активен, пред некој ден трчав на тие планини и така натаму. Физичката активност е многу битна пред се за дијабетичарите, ама и за сите нас. Затоа што со физичката... За метаболизмот нормално да функционира. И за крвните садови, зашто дијабетесот всушност представува состојба на крвните садови. Како што кажа и во прилогот, не знам дали се слушна, оваа докторката ли што беше од одбележувањето на Светскиот ден на срцето, да не сгрешам нешто, барем половина часа, ако ништо друго, да пешачиме во текот на денот. И да гледаме што повеќе да консумираме овошје и зеленчук. Сега тука, нели, под наводници колку е и здраво овошјето и зеленчукот, и тоа се слушна во информативните емисии дека јадеме, меѓутоа не знаеме што јадеме, меѓутоа сепак барем да се трудиме да јадеме нешто свежо, да не бидат тоа пакувани работи, сувомеснати работи и така натаму. Меѓутоа нели оставаме тоа на секој да си биде негов избор. Немаме уште многу време. Кои може да бидат компликациите? Најчестите компликации кои што настануваат од лошо регулиран дијабетес се компликациите, кардиоваскуларните компликации, значи на срцето и крвните садови, потоа дијабетичната ретинопатија, односно дијабетично слепило, штетување на задниот дел. Дали е тоа нужно кај секој да се појави тој проблем? Не е нужно, голем е процентот, затоа што нели самата состојба, самиот вештачки хормон кој што ние го внесуваме. Кажавме дека дијабетесот највеќе ги напаѓа крвните садови. Први најтенките, потоа и оние малку пошироките. Ете така, и бидејќи очите имаат доста тенки крвни садови, особено во задниот дел од окото, ретината. И тоа се првите компликации, гангренозните, односно запушување на стапала, запушување на крвните садови на стапалата, ги напаѓа и бубрезите. Така, бубрезите, нефролошките, нефропатијата исто еден од ризик факторите. Од сите овие причини, за да луѓето кои што веќе имаат дијабет не дојдат во ваква состојба, потребно е што почесто да се придржуваат прво до препораките и до терапијата оние кои што имаат дијабетес, да. Па добро, ова можеби така и за превенција, така. Прво препораките од докторите, да не заборавиме, да. И секако здрав начин на хранење, физичка активност. Да, само да ни посочиш, да посочиш за сите оние кои што немаат, а да знаат ако нешто им се случи, кои се симптомите? Симптомите најчести, оние најпрепознатливи симптоми. Да ги кажеме, бидејќи нели. Значи вака, прво ако ви се суши устата, ако чувствувате целосна дехидрираност, многу често пиете вода, невообичаено за да речеме имате секој потреба да пиете, тоа предизвикува нели често мокрење. Тоа се првите сигнали, првите симптоми кои што би требало да ве асоцираат дека треба да побарате помош од медицинско лице, односно да отидете кај вашиот матичен да се провери на крвна слика, лекар, да се направи така крвна слика, да се види нивото на шеќерот. Тоа се оние првични резултати. Отежнато движење. Сега не мора да биде, вие може да не сте гојазен дебел, меѓутоа да имате отежнато движење токму заради она запушување на крвните садови во долните екстремитети во нозете. Доколку забележите дека нозете ви се црвени, значи имате некаков проблем со стапалата, може да биде една од индикациите дека можеби вие подолг период се соочувате со високи вредности на шеќерот, а не сте го знаеле тоа, не сте отишле на лекар да проверите циркулација на крвните садови. Сето тоа се тие отежнато дишење, високиот шеќер знае да направи да се чувствувате поспан, мрзлив, едноставно да не можете да се движите, да сте како зашеметени, и тоа се
кога е шеќерот подолго време висок. Првите симптоми што може да ги приметат вашите домашни дома е здивот, има некој киселкаст вкус. Значи луѓето со кои што најчесто сте заедно комуницирате, ако приметат дека вашиот здив има киселкаст вкус, ние велиме на ацетон мирис, всушност се појавуваат од премногу висок шеќер, се развиваат кетони во крвта кои што телото се труди да ги исфрли и тогаш се чувствува и тој киселкаст здив. Така. Бојан, тука сме никаде на крајот. Ми останува само да те прашам, бидејќи кај да е, нели, за отприлика месец и половина ќе биде 14 ноември, кога е светскиот ден на дијабетесот. Па имате ли вие некои планови, како планирате да го одбележите оваа година? Оваа година мотото за одбележување на светскиот ден на дијабетесот, кој што го дава Интернационалната дијабетес федерација IDF, останува ист како и минатата година, значи е посветен на семејството и токму така и мотивот семејството и дијабетесот. Да, ќе го одбележиме 14 ноември, тоа е светскиот ден на дијабетесот. Ќе гледаме да направиме нешто каде што да, во прв план ќе дојде семејството, колку е тоа запознаено, едуцирано, збориме за семејства кои што имаат веќе човек со дијабетес, дали тие воопшто знаат што е дијабетесот, дали знаат да му помогнат, да, има едуцирани семејства, меѓутоа од вишок на едукација никогаш глава не боли, нели? Прво треба самите ние да бидеме едуцирани како пациенти, но и нашите семејства, за да знаат, не дај Боже, во несакани моменти како да ни помогнат. Како да изреагираат. Да, така да ќе го одбележиме светскиот ден на дијабетесот, се уште концептот го правиме сега, во завршна фаза сме, побаравме помош малку. Отплика на која локација би било или се уште не знае? Најверојатно ќе биде, сакам јас лично да дадеме малку акцент дека онаа физичка активност што јас ја зборам треба да се применува како помошна метода, но многу значајна за добра регулација, па веројатно ќе биде некое движење каде што ќе провериме шеќер на почетокот, после одредена изодена дистанца ќе промериме да видиме за да покажеме дека да, навистина кога се движите, не мора тоа да биде некаков екстремен спорт, теретани, фитнес и така натаму. Секој во рамки на своите можности. Ќе ги поканиме сите членови и семејствата нивни, значи не само луѓето со дијабет, него и нивните семејства за да ставиме акцент на семејството и на неговата. Добро, ние како телевизија, како екипа ќе дојдеме да го проследиме настанот и само за крај, бидејќи минатиот пат кога гостуваше се јави еден господин, тоа ми остана така во меморија, бараше да вие како сојуз им обезбедите на сите оние кои што се нели со ваква состојба да имаат некои картички кои што секогаш ќе ги носат со себе за да не дај Боже ако нели се онесвестат или нешто им се слоши, за оние кои што ќе придат да им помогнат да знаат дека тоа е лице со состојба на дијабетис. Дали воопшто размислувавте на таа тема? Размислувавме. Ние во неколку наврати и како сојуз и уште едно наше партнерско здружение направивме алки кои што се носеа на рака на кои што пишуваше дека или јас имам дијабетес или јас сум дијабетичар, така во тој фазон беа алките со она боја на дијабетесот плавата. Така. Сега сме во преговори да направиме и картички, идентификациони картички кои што нормално нема да бидат со име и со презиме, меѓутоа ќе сигнализираат размислувањата одат во правец тие картички треба да бидат во ситуација на нужно зло, значи да се најдат во случај да се најдете вие во непозната средина, други да ве приметат дека имате некаков проблем, не сте во безсознание сте. И сега размислуваме дали таа картичка, дали некој би се сетил да ви го побара новчаникот, да види какви картички, најчесто тука се носи лична карта и оние платежни картички, сега не би чепкал некој, размислуваме каква сигнализација да направиме. Значи во секој случај да, за да тоа е, знаете, Вики, тоа е малку и проблем дали секој би сакал да биде Добро, меѓутоа за сите оние кои што сакат. Ама е убаво. Да, и ти исто така во претходното гостување посочи дека треба да се обратат до општинските организации каде во секој град има здружение на граѓани, на лица со дијабет, тие се членови во сојузот. Така и таму би можело да им се овозможи сето она што им недостасува. Дистрибуцијата на овие картички или што и да бидат некоја форма на наше одбележување, малку грубо звучи тоа да бидеш одбележан, ама сепак убаво е да имаш некој тоа можеби идентификација сака да го сепак во даден момент знае да помогне, знае да спаси живот. Добро, Бојан, ти благодарам за денес. Многу убав разговор имавме и многу убави информации доставивме до нашите
гледачи. Еве, секако, тука сме ние секогаш соработката продолжува, ќе го проследиме настанот, па кога ќе има нешто ново, може би некои промени, или па кога ќе ви бидат овозможни сите овие работи, па повторно ќе ве викнам да гостувате за да го пренесеме тоа до нашите гледачи, да им дадеме до знање дека на некој начин се решиле некои од проблемите. Така е. Многу ти благодарам за поканата, Вики, секогаш пријатно во твое студио и разговорите со тебе. Така да се надевам дека, нели, проблем по проблем, сега можеби да, ние дел сме ги решиле од нив, ама секогаш искраснуваат нови, така да ќе се бориме, па Јас ќе видиме. посакувам да биде така и посакувам она што е значи соработка со здравствените институции да биде во позитивна насока. Да. Почитувани гледачи, тука на крајот само би сакала да ги поздравам моите поддржувачи, значи Хер Дена Ив, тоа е фризерскиот салон, Fit One центарот и исто така бутикот Forever 19, кој што се поддржувачи на емисијата Ваш термин. Тука ќе ве поздравам, ќе ви посакам да имате пријатно и убаво попладне, грижете се за своето здравје, а ние се гледаме повторно за 7 дена во исто време.